Не се знае колку време ќе и треба на интерната комисија да ја направи прелиминарната анализа на кардиолошките и кардиоваскуларните интервенции во здравствените установи во државата. По наводите на доктор Кедев, комисијата треба да истражи дали во приватните болници се правеле медицински неоправдани операции на срце кај пациенти само за профит. Првиот човек на Фондот за здравство, Сашо Клековски, вели дека утврдувањето на методологијата ќе трае 2 недели. Токму затоа биле вклучени и правни од фондот за да се утврди колкав ќе биде обемот на контрола. Вели многу ќе биде полесна нивната работа ако има представки од граѓаните за некој конкретен случај, дека сите поголеми здравствени установи се контролираат еднаш годишно, а по поднесени представки и почесто. За стентирањата во приватните клиники фондот немал податоци, бидејќи финансиски не поддржува такви интервенции. За повеќето постапки што ние ги финансираме, има точно одредени протоколи по кои се постапува. Ја не верувам дека во една 15 члена комисија може да се заташка или да се влие некако. Во основа таму методологијата се уште се дискутира. Едно е да биде по доставени случаи, второто е да се прави контрола, слепа контрола на избран пример, бидејќи гледате дека само во една година станува збор за 9000 интервенции. Сепак експертите ќе утврдат дали оваа појава постоела во голем обем. Апелира прво да се истражуваат случаите кај што имало покомплицирани и поризични интервенции кои повеќе го чинеле Фондот за здравство. Па видите, сега тука има интервенции и за 30.000 денари, има интервенции и за 1.500.000. Јас да сум комисијата би се фокусирал да ги гледаме поскапите интервенции. По ревизорски менталитет, ако можам да кажам, гледате каде што се најмногу пари наплатени, потрошени како сакате, пошто таму ризикот за штета е поголем отколку на нешто што чини 30.000 денари. Наодите од анализата на интерната комисија треба во најскоро време да бидат доставени до стручната комисија составена од странски експерти. Во меѓувреме, Министерството за здравство побара од државните болници да достават податоци за периодот од 2022 до 2025 година за сите извршени интервентни кардиолошки процедури, како што се стентирања, васкуларни ангиографии и кардиохируршки операции. Од фондот информираат дека за годинава се издвоени околу 40 милиони евра за кардио и кардиохируршки приватни изјавни установи. Заклучно со другите болници во внатрешноста, буџетот достигнува и до 45 милиони евра. Од овие пари, под 20 милиони евра одат во касите на двете приватни болници Жан Митрев и Систина. Фондот работи исклучиво со еднакви цени за сите установи. Клековски нагласи дека издвоениот буџет не може да се зголемува ако во приватните болници, на пример, има зголемена потреба од вакви интервенции.